Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Федран Андоновски. Од вестите издвојуваме. Нападот на Алепо уште еден клин во ковчегот на сирискиот председател Башар, вели американскиот секретар за одбрана Панета. Блог на аналитичарот Даниел Сервер. Грците треба да ги загрижува опасноста од етнички поделби, а не името на Македонија. Олимпијада во Лондон. Зошто се празни трибините? Нападот на сириската армија врз најголемиот град во земјата Алепо и она што председателот Башар ал-Асад му го прави на својот народ е доказ дека го загубил целиот легитимитет и дека му се гледа крајот, рече секретарот за одбрана Леон Панета на пат за Тунис. Првиот човек на американската одбрана на 5-дневната турнеја ќе престои и во Египет, Израел и Јордан. А републиканскиот председателски кандидат Мит Ромни ја завршува странската турнеја со дводневната посета на Полска и средбите со премиерот Доналд Туск и поранешниот председател Лех Валенса. Претходните станици на Ромни беа Израел и Британија. Грците треба да ги загрижува опасноста од етнички поделби, а не името на Македонија, вели во својот блог професорот на Универзитетот Џонс Хопкинс и аналитичарот Даниел Сервер. Коментирајќи ја состојбата на Балканот во глобала, тој предлага европејците и американците, заедно со партнерите на Балканот, да објават дека не постојат територијални решенија во регионот по етнички линии и оти сегашните граници се трајни. Меѓу мерките за стабилизирање на Балканот, Сервер препорачува членство на Македонија во НАТО под референцата ФИРОМ, согласно на привремената спогодба од 1995 и гаранција за Атина за актуелните граници доколку таа така побара. Джеймс Холмс, осумничениот за масакрот на 12 лица во киносала во градот Аурора, Колорадо, денес треба да се појави пред суд каде официјално ќе биде обвинет. Обвинителството најави дека ќе побара смртна казна. На првото појавување пред судот, Холмс не покажа емоции и изгледаше збунето кога судијата го информираше дека може да биде обвинет за убиство. А на Олимпијадата во Лондон од преносите станува евидентно дека многу седишта во трибините се празни. Организаторите ја префрлаат вината врз спонзорите, дека не ги користат влезниците и ветија дека ќе ги дадат на децата од Лондон и армиските припадници, како и дека ќе пуштат дополнителни влезници на продажба. Весникот Телеграф тврди дека само вчера 12.000 места останале празни. Во продолжение на Newsflash, преку половината од континенталниот дел на Соединетите Американски држави е под суша. По прв пат научниците тврдат дека имаат докази дека распуканата земја, десеткуваниот род и другите последици се должат на глобалното загревање. Врската меѓу глобалното загревање и големите невремиња, како сушата во Тексас, например, е предмет на најновото истражување, чиј коавтор е Питер Скот од канцеларијата МЕТ на центарот Хадли, климатски институт што ја советува британската влада. Еве што вели во интервју за Гласот на Америка преку Skype. Најдовме јасни докази за влијанието на човекот врз топлотниот бран во Тексас, како и големите температури тука во Велика Британија во 2011. Според истражувањето, поради индустриското загадување на воздухот, веројатноста за ланската суша во Тексас била 20 пати поголема отколку 1960-тите. Веројатноста за горештините минатиот ноември во Британија за 62 пати поголема, исто поради факторите предизвикани од човекот. Сушата и годинава ги погоди САД, предизвикувајќи шумски пожари и десеткувајќи го родот. Американските научници предвидуваат ситуацијата најпрвин да се влоши пред да се подобри. За Скот, наодите на истражувањето укажуваат на итната потреба да се намали испуштањето на јаглерод диоксид во атмосферата. Се надевам дека луѓето ќе ги согледаат импликациите од климатските промени и ќе повлечат паралела со она што веќе започна да ни се случува. Американскиот јазичен институт при оделот за одбрана е едно од најголемите јазични училишта во светот. Неговиот центар за странски јазици, формиран за да обезбеди лингвистичка подршка на Пентагон и други федерални агенции, има 26 одели, помагајќи различни видови на мисии ширум светот. Ме носиме во неговото седиште во Монтереј, Калифорнија. Овие млади припадници на американската армија течно говорат на мандарински, можеби еден од најтешките јазици на светот.
Тие се меѓу 3500 студенти на центарот каде се изучуваат 24 јазици. Досегашниот успех на центарот беше причина за интересот тој да го прошири концептот и да понуди подршка за се поголемите потреби на Пентагон, да ги обучи војниците во јазични и културни особености за мисиите во Авганистан, Ирак и Пакистан. Доктор Доналд Фишер е проректор на центарот, оценува дека тој е поинаков од другите јазични училишта. Прво, учењето е бесплатно. Нашите студенти се на возраст меѓу 18 и 22 години, припадници на армијата. Учењето е од 6 до 15 месеци, зависно од тежината на јазикот. Наставата се одвива во мали групи од 6 до 10 студенти. Предаваат 2250 инструктори, но доктор Фишер вели дека имаат недостаток на професори по фарси. Моментално имаме околу 150, но ни требаат повеќе. Шакиба Бадихи тука предава од 2000-те. ما شاگردامون که وارد اینجا میشن Студентите не ни чуле за фарси или пак за Иран, дури ниту каде се наоѓа земјата. Започнуваме од нула, од азбуката, а потоа преминуваме на културата на земјата. Сите американски војници во мисиите во Ирак и Авганистан мора да го минат основниот 6-часовен курс преку интернет на јазичниот институт на одделот за одбрана, што вклучува културолошка ориентација, основни фрази и армиска терминологија. А во наредната емисија, од Силиконската долина на Силиконската плажа. За новата технолошка преселба гледајте утре во Ньюсфлеш. Нова е дестинација. Западниот дел на Лос Анџелес, наредната технолошка мека. Гледајте утре во Ньюсфлеш. Тоа беше се за вечерва. Го гледавте Ньюсфлеш од студиото на Гласот на Америка во Вашингтон. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. Останете со нас и по емисијата. За повеќе содржини, појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com или станете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер.